Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Утвај чекам да дојде Божик. Годинава мојот список на желби е долг цел километар. Се надевам дека најголемата желба ќе ми се оствари. Премногу сакам нов паметен телефон. Треба да почекаш малку подолго. Да, за жал. Но за среќа не толку долго како Симеон. Кој е тој? Во Библијата е представен вака. Веќе не е толку млад, всушност доста стар. Живеел во Ерусалим и бил верен на Бог. Требало да чека 40 години, може би дури и подолго, додека се исполнила неговата најголема желба. Толку долго? И која му била најголемата желба? Неговата желба била поврзана со едно од Божјите ветувања. Симеон, ти ќе умреш од кога ќе го видиш Спасителот на светот. Иако Симеон морал да чека предолго, никогаш не изгубил надеж, зашто знаел дека може да зависи од Бог. Еден ден отишол во храмот. И токму во тој миг пристигнале и Марија, Јосиф и бебето Исус. Кога Симеон го видел бебето, веднаш знаел. Тоа е ветениот Спасител. Симеон го видел Исус. Тогаш му се исполнила најголемата желба. Тоа го направило порадосен отколку што можеле сите подароци во светот. Со голема радост го зел бебето во рацете и се молел. Господе, сега можам мирно да умрам, зашто го одржа своето ветување кон мене. Моите очи го видоа Спасителот на светот. Некој напишал песна за Симеон. Имаше еден стар човек кој се викаше Симеон. Најголемата желба му беше исполнета, зашто го виде Божиот син. Дојди кај мене, исто така Спасителу, ја отворам вратата. Дојди кај мене, исто така Спасителу, ја отворам вратата. Не знам дали сите твои желби ќе бидат исполнети за Божик, но знам дека кога ќе посакаш Исус да влезе во твојот живот, како што се вели во оваа песна, тогаш Исус ќе ти ја исполни желбата денес. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!